Ни Ентони Едвардс, ни Карсен Едвардс, Не, бе, ни добра, печени дај ми- ребра. Абе, дај ми нешто. Lakers in 5, прво ова морав да го испуцам, па сега ќе ти дам. Добра, ајде да почињаме, дојде плейофот. Гази ги. Ајде, гази ги, живели, пак со Винце. Цугни си ти да даеме кратко интро дека вчера многу јак шоудаун имаше измеѓу Clippers и Warriors. Clippers и Warriors и ме остави без пиење, не ти кажав на тебе ја. Си легнав, мислам јас Рана си легнав, беше утакмицата, Беше после рана. утакмицата, да, овертајм имаше, ама заврши кога у 12. заврши, ја тука му пишувам на другар, уклучувај се одма да размотруваме, да видиме што се деси. И уште го држи. 2 сата муавет со него. И Дока вика, и ајде два да и снимаме, ајде да снимаме жити се, вика, ајде да снимаме, да си олеснам душичката. На тебе ти пишувам, утре мора да снимаме. И брат, последно кога го видов телефонот, беше 6:45. Не бе. Се превртува. Прво статистики барав, глупости едно друго и у кревет легнав, ама Значи Не ја ме ти фаќа. можеш симултанка денес да играш, значи ја можам да го спуштам микрофонот. брат, и- за ова се живее онак. Дочекавме до тука. Да, најакиот дел од сезоната почнува сега. Еве да се напијам ја. Да. Clippers Warriors беше многу јака утакмица, една од појаките онака задни утакмици на последен ден. И И видовме дека се играче екипа Golden Кари, State. да. Добро, Батлер играше добро све до 2 минути до четврта до крај. И после тоа све се за Warriors. Четворица брат го гледаат он како да, трча. бе, да, Кари да, како да, трча. да. И гледаат сите кога и да фата топка, да гледаат на него да му ја гледаат додадат. он кај. Го гледаат кај на него и човекот беше капнат. Онака му се гледа и изгуби после 2 топки у овертајм. Да. Немаше онака сила ни да шутне, ни па да прими топка. Со... На моменти кој им рече земете од таму, решете, а беше дива лига нападот. Да знаеш мене дека добро, мислам дека и прошлата спомнавме за тоа. Многу ми е мило за Clippers. Се враќав, Еј, супер се. вчера и тоа правев у сите тие глуво доба тоа. Се вратив у првата епизода што ја правиме сезонава, кај што отприлика што како мислиме за екипите. И ја и ти Што викаме, глупости трескаме таму? не, ја и ти викаме дека Клиперс ќе се борат за 10-то. Значи За ако се 10-то борат за место. 10-то, они ќе бидат 11, 12, 10. Они пети обезбедија директно учество у плейоф. Сосема заслужено. 50 победи у сезоната. Каква екипа е. Браво. Го дадоа и PG, Кавај кога игра, кога не игра. Комплетно растурени Нова екипа составија сезонава. Со Ама распар. пак гледаме делува. дека одбрана добива. Трета одбрана имаат у лигата. Трета одбрана у лигата, особено у последнија 15, мислам и напад и одбрана дека се топ 2, топ 3. Крис Дан заклучување Стеф Кари на крај. Да, да. И овој чест, Дерик стварно ми е Џонс е многу страшна атлета и он игра супер одбрана. Многу ми е мило. Дај да фатиме ајде некој ред. Па со нив да фатиме, ете пети се, Клиперс, играат директно со Нагетс. Да. Со балканскиот миленик, мојот имењак од Сомбор, човекот што сака бурек и кола. Дај ми што мислиш, па ќе се уклучам и ја. Па као што кажавме у видео задњо на Хитчек, Денвер Клиперс, ја мислам дека ќе биде многу тешка серија, на запад веројатно најнеизвестна од прва рунда и гледам дека може да иде у 6 или у 7 утакмици. Значи Денвер еве го Мареј се врати, ќе го игра плейофов, ама Мареј мислам дека апсолутно нема да мрдне против тие дефанзивци што ги има на периметар Клиперс. И останува Јокич да игра сам против сите, што не ми е дека може тоа да направи против Клиперс. Го имаат Харден, го имаат Кауај, Норман Пауел. Зубац не е шала. Многу ми е страв за Денвер у оваа серија, брат. Добро, ако си за Денвер треба да ти биде страв, Да. да, ја не сум сигурен дали Па секако сум за Денвер, сум ама за Денвер. Глеј, кои ми се рачуниците? Значи, Јокич секако ќе биде плюс. Најдобриот играч у серијата е Јокич. Така, па и нека е здрав Кавај, Апсолутно. нека е на 100% Да, на се, да. Јокич е најбољ. Дали Зубац на центар и уз помош некој ќе доаѓа удвојување сигурно, дали они толку ќе го успорат
било колку да го успорат Јокич, што ќе им дадат на крилава на Клиперс шанса каде што они па се подобри. Значи крилата на Клиперс вс центарска позиција на Денвер, тука е борбата, да кажам. Ама според мене, ја мислам дека Зубац и било кој ќе доаѓа да помогне, да удваја и да смета, мислам дека се они доволни за Клиперс да помине и тоа е мојот пик во оваа прва серија. Браво, браво. Ја не можам да кажам кој ќе помине, сакам Денвер да пројде, ама многу ми е страф. Саеш да ти кажам, гледачите на од клупа што одговорија на овој пол. Ставив пред да снимаме Клиперс или Нагетс. Имаме 60% за Нагетс, 40% за Клиперс. А добро, и не очекувано. Балканска држава подругачија. Да. Ова е home court ова. Али у секој случај ќе биде зезнато. И ќе биде најдолга серија, мислам дека на запад таа. Next. Клиперс, овие пошто имаат home court, за да тепа Клиперс, Денвер. ја би рекол... Има home court. Да. За да тепа Клиперс, ја би рекол дека ќе треба да Од биде во 6. првите две една да земат. Да си ја земат последната дома, 6-та. Мада екипа со Кавај и со сите тие играчи, не знам дали и до толку ќе им биде страф и неугодно да отидат и у Денвер да ја земат 7-та, да речеме. Како беше онаа серија со Далас, беше Клиперс Далас кога у 7 се заврши и само 7-та дома ја земаа Клиперс. Да. 3-3 беше све у гости ги Сите у зимаа. гости, да. Така да веројатно ништо не значи на тој левел. А го знаеш и моето мислење за играње у гости, дека мислам дека со помал притисок се игра. Јас сум обратно, да, Кога сме правеле муавет. Пошто у НБА не е таква публиката да ти направи притисок као на Партизан Звезда. Да. А Јокич има играно А у Јокич таква атмосфера. Да. да. I played in Serbia, брадер, така да не верувам дека нешто ќе му смени дома или гости. Следна. Who you got? Не бе, ајде, почни со Уште ќе Лейкерс. кажеме ајде. за вакво? Не. Лейкерс наредна, со западот фаќаме. Мене ме прашуваш? Да. Значи, ни Джулиус Рендал, ни Кайрис Хенделс, ни Силви, ни Бендот, Lakers in 5. Значи, ни Ентони Едвардс, ни Карсен Едвардс, Не бе, ни добра, печени дај ми- ребра, Абе, дај ми нешто. Lakers in 5. Прво ова морав да го испуцам, па сега ќе ти дам. Шо да ти дам, брат, ги имаме Лука, го имаме Леброн, го имаме Остин Ривс. Тројцата се одлични бол хендлери, одлични плеймейкери, одлични шот креатори. Тројца. А на другава страна имаме еден, го имаме Ент. Джулиус Рендал, као што кажавме исто у видеото последно, у кариерата, у плейоф, неговата ефикасност драстично се намалува, шутира дечкото со 34% од поле, со 28% за 3 поена, кога ќе дое плейоф време. Така да очекувам од него да продолжи да си ја следи таа траекторија, а Минесота се послаби од лани. Тоа е факат. И Ај како направи шо- ги двојките. Ај направи ги Мечапови? мечапите. Па, Ентони Едвардс ќе стварно очува. не знам. Ентони Едвардс може да дава 40 поена секоја такмица. Слободно. И па да си губат они по 15. А Джулиус Рендал кој ќе го чува? Леброн. Играм адвокатот на ѓаволот, ја ќе ги изберам Леброн, Лейкерс, ама Руи Хачимура, Леброн, whatever. Било кој. Фини Смит ќе му го ставиме на енд Фини Смит ќе биде на. и другите кој како сака. Вака, Лейкерс знаеме дека милува да игра пониска петорка. Не ни имаат кого Па, да Джек- стаат. Джексон Хейс ќе Джексон игра по Хейс. 15 минути у Ама серијата. Джексон Хейс, ако треба да се носи со Рендал, па и со Назрид, мене Минесота за играње на ниска петорка ми е добро подкована против Лейкерс. Прво прашање е да, што ќе прави Гобер? Нека не прави ништо. Ама и Гобер не го гледам дека ќе игра нешто многу у серија. Убав мечап се за да играат ниска петорка против Лейкерс. Да, брат, ама Джулиус Рендал против Леброн да му го ставиш да го чува, не може ништо да направи.
цела утакмица. Ја глава ставам на тоа. Назрит, Руи Хачимура е исто голем колку Назрит. Не, за Рендал зборам ја. Пошто Рендал, ако е таков играч, ако му се погоди мечапот, како што си го тамани са Бонис секогаш, едноставно мисмеч се. Да, ама историски гледано не му иде против Лейкерс на Рендал, а поготово против Леброн. Така да, енд ти викам... Тој стат. Па ја го имам негде in the back of my mind статот. Некако така, немам приметен он да има добра партија против Лейкерс, а приметувам кога имаат добри партии против Лейкерс. Добро. Нешто дека Минесота има солидни играчи на сите полиња. Пример, го имаме и Конли, не може да озанемариме, го имаме Джеден Макдениелс, го имаме и Дивин Ченс у екипата, значи он и Назрит е шести играч, значи они се длабока екипа, покриени се на сите полиња, ама мислам дека е too much Лука, Леброн и Ривс, мислам дека се too much баш ка Лейкерс, Лука откако е дојден, не знам тоа дали го виде колку ги има, колку има подигнато и шутот и обиди по утакмица за 3 поена колку има подигнато и мејкови и успешност. Значи биле 22 пред да дое Лука, додека е Лука во Лейкерс шутираат трети највише се у шутнати тројки и у погодени им е многу зголемен процентот. Со Лука на терен. Така да... Последни 15 утакмици се 14 у шутнати тројки. До 14 утакмици Лука има изиграно 30, ако не и повеќе. Па ако да шо било претходните, вајда за процентот може да си кажал, висок процент шутираат, последни 15 утакмици 40% за тројка. Да, и обидите и процентот им е качен откако е Лука у екипата. Пред онда дојде, многу им беше мизерен. Со тоа што и обидите и процентот, многу им го има качено 3-point шутингот. Со самото тоа што добиваат шутеви отворени. Еве ти го Фини Смит шутира одлично у задње време. Винсент шутира многу добро у задње време. Хачимура. Сите трајваат со Лука на терен. И Лука е толку голем што па овие немаат кој да му стават на него, да го чува. Као што нема ани Лани која ги испердаши со Далас. Не ми текнува кои беа статсовите на Лука, колку и како ги испредаш и знам дека Ент се зезна кога почна да го брка Кајри. Да, таа утакмица Ептен се издиша. Он се зезна Ептен, што знам, добро, Те интересираат статсовите? Не ме интересираат, окей. Муабетот ми е, оваа серија ќе биде за Рендал многу одлучуваче у стил за иднината него. Или ќе го запечати, еве го и тука го донесо и тука грешка се направи. А особено што растурија шампионска екипа што збориме цело време, или ти викам ако нешто он пркне да ако он биде difference maker, оваа серија може да биде многу интересна. X фактор, муабетот ми е. Ако може да биде. Ја викам Лейкерс у 5, ама без да се зезам. Па не у 5, не. Па би им дал на Минесота. Би рекол 6 дека ќе си играат. 3-1 почиња серијата. 3-1 ќе почна? 3-1 почиња серијата. 2-0, 2-1, 3-1. Можда ова повеќе што сакам ја да биде поинтересно него ли што можда. Ама пак, еве, од сите екипи за ниска петорка Минесота има луѓе. А и одбрана, они ја имаат некој таму 6-7 одбрана у лигата. 6 одбрана, децималка е од петата. Многу интересно, Лейкерс што не се ни у топ 10 ниво одбрана, ниво напад, а се трети на запад. Да, прошли пат, нели, тоа зборевме, да. Да. Драгите гледачи, 86% убедливо ги бираат Лейкерс. Исто очекувано. Затоа и ние добиваме прегледи, го ставаме Лука, го ставаме Леброн, тоа се тие кликови. Јокич. Да. Тоа се тие кликови. Добро, последната, нема последна. Па интересен ќе биде плейнот на запад, е исто така многу интересен Grizzlies Warriors плейнот. Ќе се игра во Сан Франциско
Golden State ги пречекуваат Мемфис Знаеш дома ли ти во дека плей-ин. во плей-ините Golden State се 0-3. 0-3. Да. Кари на прес конференс го прашале, кажал, али Джими Батлер па за тоа е 3-0 или 4-0 таму како. Док е у Мајами, а они секоја година играа. Нешто мора да даде сега. Прелани стигна и у финале од плей-ин, Да. така да нешто сега ќе се смени. Не знам колку е сериозна на Батлер повредата синоќа, ако видовте му влезе Кауај со колено у бут, може да е тоа Не, бе, тоа моментално. моментот што боли е тоа. Јас Може да е не би рекол моментално, дека- али и Гризли се многу незгодни, брати. Тие може да исклучат на една утакмица секој да победат. Па кога ги гледам Golden State, стварно ми се брат се чека на Кари. Да. Ја мислев дека поише ќе Жално ми се е онака да поише ги гледам. дека ќе се инкорпорира Батлер, али он осим кога ќе види дека не може да се дое до Кари со топката, он ќе земе ќе исилува нешто и ќе иде на слободно, на фал ќе иде и ја води таму лигата док и у Golden State земени слободни поише и од шеј шутира. Али неговата игра буквално не е инкорпориран у системот, да речеш, на Warriors, него пас игра за Кари и овој е на крај као опција или после шут па идеме се бориме за рибаунд да фатиме, одбрана имаат стегнато многу. Вчера тоа гледам 30 поена и се враќам, да викам да му ги видам конкретно Све поените. се така на Поените мускули. беа Ружни поени. или беа во комбинација со, значи го користи Кари оноа split action, му иде на него на блок, Да, и Кари катке. да истрча, а овој да влезе на кој што е една варијанта. Втора варијанта многу му дае поени на Богдан Богдановиќ. Богдановиќ играше 15 минути само, у тие 15 минути овој му дае 10 поена. Го поминува како Еден на сталка. еден. Да. Леле колку е спор Богдановиќ у одбрана, човече. Абе, се. Да го видиш на Тоа е. клипчињата како леле, Абе гута па, ама и од, прашина. а на друга страна Така му така даде поени да. и на нагуравање. Што ете нагурање, ајде, тие се негови сигничар потек му е тоа. Да. Ама И на другото слободно. начека мисмеч и го користеше Кари. Тоа е. Тоа е, он не ни има, он и сам кажува дека не е нешто талентиран, дека е све на Тера. све на will. Да. Ја ќе кажев на другата страна, па Харден братот колку години има да е здрав и жив, он ги проаѓаше сите као сталки на прв чекор. Гери Пейтон го проаѓа на прв чекор, Муди го проаѓа на прв чекор. Викам, која Работење. година сме ова, викам. Да. На сет ќе ги фати, ќе помине лефти флоутерче, Или му шплас. на зубац му пушта лоб. Боташ вика пјас. Да. Како си играат, брат, како одлични се. Стварно ми е мило за Клиперс. Кои да тепа од бираме овие? Warriors. Као поискусни. Патам и ја Лейкерс, чисто да си кажам, у 6. Ти 6. Warriors Grizzlies, па... Мемфис ми се сега, не знам кај да ги ставам ова со тренерот, од која си исподеси, го бркаат тренерот, не може да тепаат појака екипа 2 месеца. Па и за Денвер истото може да се каже, тоа не го кажавме, и они се и in shambles онака. Да, и они. Они последните Само- 25 утакмици онака многу лошо ги завршија. Да. Као 50-50 се, они Да. немаат некој победнички скор. Ама како беше? Ти ги бираш нив сепак. Сепак у 7 ги бира. Ајде, ја тука Golden State ќе кажам. Ќе Да, кажам. да. И ја би ги одбрал на искуство. Мислам дека Кари нема да дозволи да изгуби. Искрено другова не ме занима. Сакраменто Далас Апсолутно, да, апсолутно е небитно тоа. не Кој ме ќе занима и мислам дека било кој да е ќе изгуби посам од од другиот. од Memphis Golden State поразениот. Да. И тие па секако губат од Оклахома. Оклахома, ова баш ти го мислев. Мгм. Ке има 3 утакмици кај што ќе имаат 20 плюс водство. На крај garbage time ќе дое до 15-16 можда. У прва рунда? Да, ама на 3 од утакмиците Оклахома ќе има 20 плюс водство во еден период. А ич не те загрижуваат ни Мемфис, ни Голден Стейт у прва рунда За со Оклахома? Не. Ни малку. Ни трошка. Ја Не, ти кажам, не им даш две утакмици да со земат. било кој од тие, Golden Memphis, State, ни Golden со State. Golden State, со Мемфис, по 20 ќе водат
на одреден период Абе, од утакмицата. некако, ама тешко веројатно Golden State да се падне таму. Ја мислам дека Golden State 2 утакмици ќе им земе на Оклахома, брат. И па што правиме муаве? До сега збориме дека играч екипа, а овие се комплетна екипа и Ама, сега ти ми викаш Па правиме муавет, ама за они имаат за да капацитет да земат 2 утакмици за на да Оклахома. земе Golden State утакмица, треба Кари да има 45 плюс и другите исто да дадат многу. Кари имаше 36, Батлер имаше 30 и изгуби ја. Значи, за да тепаат, а изгуби ја од Клиперс. За да тепаат со Оклахома, овој 45, Батлер 30 и кусур, Не му даваат 45 да дае Оклахома на Кари. а падне ли Golden Не, State, тимска особено со кошарка, тимска Оклахома, кошарка со многу прљава игра, со многу Дремонд неговото, со многу рвање, со тимска кошарка мислам дека може да земат, а не зашто со мислиш Кари дека би партија било некоја јака. поразличен резултат? Не дека ќе Оклахома- поминат. Не. Оклахома, Golden State, како ќе очуваат Оклахома, поразлично од Хјустон што го чува Кари. Пред недела дена што си играш утакмицата. Да, го гушка му се залепија, не го пуштаа да диши. Го видовме рецептот. 3 кој е. поена имаш. И овие не знаат што да и прават на топката. Другите. 3 поена Да. имаш. 3 поена имаш. Да, ако го прават тоа, А имаат а имаат персонал. колку луѓе имаат за да попуштат на Кари. Не, секако се тешки фаворити и драги гледачи, ова уште еднаш го потенцирам да се знае 20 плюс ки имаат на 3 од утакмиците. да. Да не остане некажано. Сакраменто ќе биде интересно, таква Шо луда ќе биде екипа. Па не, интересно? не знаеш кој ќе тепа од овие. Луда Баш кај екипа тој се пат што може Лавин да даде најлудиот 40. не им игра, мислам дека Малик Монк не им игра. Не бе, најдивиот е Лавин. Како бе најдив Малик Па брат, Малик може Монк е 7 тројки најдив. да дае. Добро, распалјотка и тој. Ај озбилно, што ми од овие? Јас Сакраменто ги бирам од овие. Сакраменто и Далас? Да. Да бе, да, ја ги бирам Сакраменто. Па ете. Не, тоа па е тоа. нема Далас само со Ентони Девис, нема со кого да игра Девис во таа екипа. Да. Не е Спенсер Динвиди Кога калибар ќе видам на дека играч. Наджи Маршал е некојаш Наджи Маршал втори или прв стрелец. Наджи Маршал сезонава пари заработи, ја мислам дека за наредна. Наби таму просек, толку поени нема даено Да. у сите сезони као оваа што има даено. Добро. Ајде на исток. Moving on to the East и подиумот е твој, кажи ми Значи што те плаши Да, што ме плаши. во серијата против Па еве, ја од тоа не можев да спијам уствари вчера. дивите Пистонс. Значи Пистонс ги добиваат 3-1 во серија, Season Series. Пистон тепа со Нью Да, Йорк. 3-1, од кои за 2 знам дека ги гледав, за другите 2 не ми текнува, ама 2 знам дека ги гледав. И особено сакам да се осврнам на последнава, а сега беше пред 4-5 дена. Како уствари дојде ред ја уопште да ја гледам таа утакмица, пошто имаше поинтересни. Задњо време на Добра, ама секој... Никс кога игра секад ги гледаш Никс. Па не, Осим ако не... можда Рокетс ако играат со некој јаки. Ако не, ако има интересна утакмица, си ја гледам утакмицата, брат, не Никс. Ако нема ништо посебно, нормално, Нью Йорк по дефолт. На подкасти задњо време, нели, Нью Йорк почна да клизаат, Брансон се повреди, едно друго, Да. имаа лоша серија и гледам луѓе почнуваат, па Детройт, па и ќе ги изненади едно друго. И сега почнаме фаќинат. Абе, чекај маце, викам, комплетна екипа е. Као, еве, Брансон ќе се врати, Кет го имаш, Бриджис го имаш, Оуджи, донесоа играчи за било кој да падне сега да има, разбираш. А од друга страна, Детройт, Млада екипа. Ептен млада екипа, корот тие што треба, као не виделе плейоф. Да. Да не збориме се Тим Хардавај Џуниор дека бил и не знам, Тобајас Харис. Не се тоа. Викам, какво тепање што ти е? И доаѓа Нью Йорк, Детройт и ја ја пуштам, так ја гледам, за чисто да кажам, Еве ќе видели ги се. згазим. Да. Се Кој им викна. Тоа што ме изнервира е што и судиите дозволуваа физички да се игра, со гурање, со рвање. Нивото на физикалија него мечна Беше Нью као Йорк. втора лига македонска у Да, беше. овче поле. Да. Ама Детройт како им се постави, овие него израмнија пристапот.
и цело време се бунат, барат фаули, едно друго, не враќаат назад, не се тепаат назад. Ма една многу битна ствар има, не игра физикалците за Нью Йорк. Харти кој не играше? Јануноби. Да. Ја таму го гледам спасот. Дека они двајца ќе може да направат меч на енергијата на Дурен и на Томсон, на Усар Томсон и на Стюарт, и дека може да го компензираат тоа, па за да Брансон биде Брансон. Знаеш, само мене што ме плаши, Брансон е уште head of the snake, оно што викаат, главата на змијата е он. Толку играчи дојдоа, он е уште он што ќе направи. Исто на крај на него се заснова дали ќе даде кош Брансон. Детройт многу добро го бранеа него. И го тушкаат, го буткаат, го, знаеш. Како го чуваат, многу го индиспонира тоа. И читав на интернет некои напади врз Тибодо дека Никс е најлоша водената екипа со тој состав сезонава. Нешто го критикуваат поготово за напад, за стилот на игра сезонава. Дека не ги инкорпорира. Не сум го видел тоа. На 2-3 пати, така од некои подкастери по некои артикли. Не навлегов у дубина, ама Да. Занимливо. Добро, мора да си признам тоа. Он не е некој офанзивен. Он е дефанзивен. Он освои со Бостон како дефанзивен тренер на Док Риверс. Беше дефанзивен помошник. И тоа му е на него нели. А Никс како се дефанзивно онака у сезона? И тоа уште додава на целата ситуација, брат. Сега они толку луѓе зема и дефанзивно се паднати и Нью Йорк 13 одбрана. Лани беа подобри, прва работа, втора работа, 51 победа оваа сезона, последнава ја зема, 50 победи лани. Да, го зема и Кет и Бриджес. Има некако, екипата беше многу поубаво кликната, по хомогено игра. Добро, они тоа што вие со Дивинченцо и со Харт, они многу јака сезона имаа. Да. Не знам, си играш Кет имаше јаки, многу експлозивни партии сезонава индивидуално, например. Ама дека некако... Види, и Јануноби, бројките му се подобри него ли од Торонто, индивидуално. Да. Брансон исто, тука е негде first team All NBA или second team All NBA. Добро, како ќе видиш он 20 утакмици пропушти се. Не, ги фати. 65 е границата и он ги фати. И сега, кога ќе видиш, секој индивидуално има убава сезона, ама екипата иста како лани. Па добро, иста, ама па се трети, онака на исток, не дека очекувавме да бидат боле од Бостон. Ја очекував боле од Кливленд да бидат, мену ствари Кливленд ми е најголемото изненадување. Па и да не е така, и да е така, брат, сигурно не сум очекувал да ги дробат секоја посериозна екипа да ги здроби. Да, 10-0. Оваа екипа која се направи, ја викам, окей, сега Нью Йорк ќе може да се носат со посериозните екипи. Они апсолутно не се износеа со ниедна од посериозните екипи, па нека е рекордот каков што е скоро на крај. Се и на последнава со Кливленд ја работевме, водеа онака 23 разлика пред полувреме и најдоа начин да изгубат на крај без Мичел, без... Ајде да прекратиме, доста е на Нью Йорк. Јас ќе се надевам, во шестата да ја украдат и да заврши у 6. До толку сум преплашен од целава ситуација. Морам навивачки да кажам Нью Йорк у 6. Ама И ја ќе речам Нью Йорк у 6. Колку се добри Пистонс дефанзивно, толку мислам дека се лоши у напад. Иначе не се нешто, да знаеш. Па цела сезона 10 одбрана, ама последниве 15 утакмици се 15 одбрана. Не, добро, у таа серија они ќе бидат подобрата дефанзивна екипа. И на тоа ќе се надеваат, ама дека ќе ги надиграат нешто офанзивно, поентерски, не гледам таму. Исто тоа, Малик Бизли ќе биде на скаутинг репортот. Обавезно мора да се пази на него. Он заврши на крај со највеќе тројки сезонава. Не, Енд го пројде за малце. Го пројде, бе? Да, 7. Бараше да влезе да се врати у игра за да го помине. Бизли? Или Енд? Енд.
Да, Ент до крај, па против Јута вчера, да речеме, небитна клип. многу утакмица, 43 поена, 7 тројки. Да. И нешто Ент, овој Бизли имал стори стајано или како? На Го Твит- прозвал, Твитер, мислам. го прозвал Ент ќе ти требаат 7 за да ме пројдеш нешто и овој идење 7 тројки. Така да, Ент има 320 тројки сезонава, е лидер, Бизли е втор, Кари е трет. Тоа викам, ќе мора да биде на скаутинг репорт, човек до него Он има Властен. најбољи шутерска изгледа у кариерата Бизли, моментално уде тројка. да. Па не, ако си на Човече, врв ја на мислев лигата. дека washed up дека ќе биде после таа лоша лани сезона у Бакс, например. Ја мислев дека екипата ќе биде циркус. Да. Тобајас Херис, Бизли, Тим Хардавеј, Тим Хардавеј, они 45 победи. Да. 44. Ајде, 14-44 и тоа е стварно. у 6, викам. Никсу Се 6. надевам. Никсу 6. Да. Ќе биде страшно, ама Никсу 6. Индијана Милвоки. Еве да ти прочитам и фановите што кажале за Никс и да ти прочитам за Индијана. За Никс викаат 70% против Пистонс, така да им даваат добра предност. А фановите, за разлика од нас двајца, Гледачи. на сме ние гледачите, Джастин добро, Бибер и- да се извиниме. Ја и ти мислиме дека Пейсерс ке тепа. Па јас така мислам, да. Да. А гледачите велат 70% за Бакс, 30% за Пейсерс. А добро, Јанис на тамнел иде нормално. Да, и сега да им кажеме зашто Пейсерс ни се фаворити од сенка. Фаворити од сенка. Покомплетна екипа ми се они, брат. Од глава до петици. Многу Од покомплетна глава до екипа. петици. Исто што збориме и за Golden State и за овие, не може играч екипа да биде уште со, да не се повторуваме со од претходната, Боби Портис и Пет Конатон и тие. Да. Не се тоа играчи, беа играчи пред 5 години, пред 4 знаеш години. ли, синоќа пред да заспиам шо правев? Не знам. Си ги набрајав ростерот на Индијана си го набрајав. Брат, он има 10 спремни момци, значи у секој момент да влезат не старта, на терен. игра у секоја екипа, да. Да. На сите позиции по 2-3 покриено, коска. Да, дептот име Плей, Халибуртон, Немхарт, Тиджей Нисмит. Меконел. На бековска позиција Нисмит, Шепард. На крила Сијакам, Топин, Тарнер, па Тарнер го менја тој еден Вокер што исто така е птен солиден. Свака част нека има. Да. И Антетокумпо фали да го фатат само, а пример да му ги пуштат Сијакам и Нисмит е јак као ступ у одбрана и е големо тело. Нисмит не може Антетокумпо, ама да помага, да. Не еден, Да, секако двајца. Да. Сијакам него, Топин од клупа, задржи го него, готово, ја имаш серијата онака. У Милвоки, ако не игра Антетокумпо, знаеш дека има драстичен пат на темпото. Толку Вамо, е. кој да извадиш, кој да стаиш, не гледам дека има толкав драстичен пат. Они победуваат и утакмици со Халибуртон со лоши партии. Да, Халибуртон 0 поени, они тепале утакмица. да. Не зависат. 6 исто. Да. Осим нешто Лилард ако се врати па нешто да подиват со тројки нешто Бакс, има таму твитнал Шамс дека има изгледи да им дола да се врати, али и да се врати пак некако ми е дека Индијана е баш поквалитетна екипа. Тимска. Сега Антето е онака one man Не, wrecking гледај, crew Антетокумпо- и он може да стисне зуби и сам да добие 2 утакмици и ќе му требаат солидни партии од тимейтс за да Го фалиме Интересно ќе Кевин биде. Портер Джуниор. па Дека стварно помага. е за фалење. Да, дека помага. Која треба, еве. Да. KPJ тој од безнадежен случај. Од Панатинајкос се врати у Милвоки. Абе тој у затвор ќе завршеше, не само за Панатинајкос. Од затвор се врати у Од Милвоки. затвор се врати у Милвоки да ги избави. Антето иначе у страшна форма. Задниот месец преку 30 Кога онака паднал има- он, бе, брат? Да. Кога паднал 6 години у First Team NBA, бе, човече. 6 или 7 добро, години да. или не знам колку. Добро.
не треба ни да трошиме зборови. Топ 3 у MVP гласање од која памтам. Од баболот. Од баба ми. Да. На времето. Па не, мислам стварно оваква константност Да. цело време, а гледаш дека екипата не може да му помогне да мрдне. Абе добро, ете. Вчера со Горјан слични правам се као улават, и ајде барем Денвер, да. Милвоки пробува. Стварно, Шо пробува? па со Джру за главија, ај ќе осмениме, ќе донесеме Лилард, ај ќе осмениме тренерот. Да, Денвер не пробува, да. Овој тренер, овој па Бад ќе го тргнеме, ќе донесеме, пробува. Денвер не пробува, брат. На најдобриот играч не пробуваш да му помогнеш, да му донесеш, му одмагаш. Да, му одмагаш. Буквално почнаа муабетите дали ќе иде Јокич у Лейкерс следна сезона. После Ми се свиѓа, отпуштањето некоја на звезда Мелон. нешто не е задоволна Одма за у Лейкерс. Лейкерсе. Не Да. дали ќе си иде, дали Да. во Лейкерс ќе А дојде. тоа што има уште 3 години договор, Да, не. не е битно. Ме прашуваат луѓе, ми звонат, абе, стварно ли има шанса да иде Јокич у Лейкерс? Како бе, викам, има шанса да иде, седи да... На овој муабет, за Дончич, слушав подкаст, не ми текнува сега кој го кажа. Вика, зашто како прво не земаа ништо, а како второ, зашто не го потпишеш? Дај му го супермаксот. Абе, знаеш, они не ќе да му даваат на него толку пари да се... Океј, дај му го супермаксот 5 години и после го ставаш на трейд маркет со тие 5 години. И екипи ќе почнат да бидинг да прават, лицитација, пошто ќе знаат дека Дека го он имаат ќе на 5 биде години. врзан за нив на 5 години, брат. Добро, не е Клучен на момент. малци, и он е сега нешто на... И сега е на... има уште 2-3. Добро, не е дека ако он секој случај. следна година е free agent. Мислам Да. дека понаредната има player option само, као он е под договор, ама тоа држи вода, да. Значи од сите Како и да решенија вртиш, што се разглаба, да, они- не можеш да разглабеш, они не направи. најлошото го одбра Да. и онака фирми тоа го ја видели таа рекламата со софата, со продавницата за мебел, што идела реклама на преносот на Далас. Мебел Ви, кој? Да, Прима Мебел. Иде реклама на преносот на Далас Лейкерс во Далас која се играше сега. Добро. Иде реклама пред утакмицата од салон за мебел, како менаџеркава иде на таа софата у средина на салонот, што им седи најаката софа, вика, ле, нешто тука не ми штима. Ако си, вика, ти бестселинг софа, ќе мора да те тргнеме, вика, од тука. Мора нешто да не штима, вика, да смениме нешто. И иде на газдата му, вика, абе, слушај, да тргнеме софава, вика, од тука. Што ти е, бе, дали си нормална? Ајде, вика, малце осеќам, вика, боле ќе биде, малце, да живнеме нешто, да смениме. Ајде, бе, добро. И ја тргаат и почињаат луѓе да јаат протести, ја бараат софата. Ја бараат софата, ама продавницава поучена од грешката ја враќа софата и вика some things, демек е боле да не ги промениш. Некои работи не се менјаат и поентираат Штета што Лука некои не е трейдови, софа. некои трейдови е боле да не се направат никогаш. Да. Со тоа кажано го имаме источниот плейн Блок. за разглабање. Орландо Да. Атланта. Најсериозна екипа е реално Орландо. Да. Очекувам тука да пројде. Мада ете, Трее таков. Очекувам да не ги таква гледам џукела. тие од плейн на истокот утакмиците, ама Треј џукела стварно. Он чим на Бостон им зема, како беше, лани или прелани две утакмици им зема. Нема да ми изненади. Не лани, прелани изгледаше. Мада и лани бе може им зема една утакмица Треј. И у шампионската. Не бе, дечко, лани игра Бостон со прво коло со Мајами. Мајами им зема утакмица на нив. Па Знам второ дека со сите им Кливленд, зема Па по трето една. со Инди. Да. Инди не знам. Добро, како и да е. Таа прелани е било првата, тоа. втората е Чикаго, Мајами. Кој сакаш? Чикаго ќе ги одбераме. Братучети, му Чикаго што живее ради тоа. Стварно Мајами онака
скроз се без веза сега. А може ли плей-ин екипа Джош да... Гиди и Цоби Уајт ми е мерак да влезат и Вучевич. А може ли екипа да земе утакмица на Кливленд? Орландо може да ќе земе една. Орландо ако отиде пак у 7 ќе оди таа. Не. Орландо имаат втора одбрана у лигата. Да. Втора најболја одбрана имаат. Да. Кливленд го имаат првиот напад. Го имаат првиот напад? Мислам дека. Ако не е Бостон. Да, Кливленд. Да. И каква серија ќе биде тоа прв со 8 и најбољи одбрана преди втор најбољи напад. Ама не знам дали може. Лани беа у 7, ама оваа година немаат толку капацитет. Кливленд се многу појаки од лани. Не, се заебавам, не. Коска екипа е Кливленд. Да. И мислам дека си научија од грешките колку толку. Али ќе им земе една, ако отиде Орландо некако 8, ќе им земе една на Кливленд. А за Бостон 3 утакмици со колку разлика ќе има? И тие кидат као Оклахома. 20 плюс. Очекувам Причард да дае 30 на една. Па рачунај брат, ако Орландо да речеме тепа у првата плей-ин, Иде на Атланта, Бостон. Чикаго, Мајами со Бостон ќе играат. Некој од тие. Не бе брат, ако тепа Орландо иде на Бостон. Орландо игра со Бостон бе. Да. Па. Орландо иде на Бостон, да. Не може да им земе, мислам, дека Орландо на Бостон. Мада тие Бостон се брат знае да ги удри у главата нешто они и да промашат 40 тројки на една утакмица. Па не, они може да промашат 40 затоа што они пуцаат по 60, тоа може да се деси. Да, математиката На нив има лоша ми беше. планот да промашат 40. да шутнат 5-60. Па сега колку погодат. И сега реално не можеш ни да му земеш за зло на Мазула, така освоје. Да. Ако сака, нека шутира. Не, кој да се падне и 7 и 8 на истокот, тоа е завршена прича уште пред да почне. Кливленд и Бостон доминантно идат у втора рунда. Никси, ако пројдат тешко со Пистонс, со кој идат? Со Кливленд идат? Со Бостон. Со Бостон идат. Таму што ќе брат? 4-1. За Никс. Не. 4-1. Не гледам. Стварно не гледам. 4-2? Стварно многу сум лоу. Многу сум ниско моментално поставен. После 0-10 против Бостон, Кливленд и Оклахома, како да бидеш хај? Од кој најголемиот дел ги испердашија. Да, на сите губеа double digits. Лабаво ќе го проследам плейофот, искрено. Благо разочарано да кажам. Ама да, тоа ќе биде тоа. И викаме дека ќе се сведе истокот на Кливленд против Бостон. Да. Conference Finals. И викаме, тоа ја што го викам. Бостон, Оклахома, дека ја ги гледам. Сезонава, мислам дека Кливленд ги поделија со Бостон. 1-1 беа или Двете дури беа супер утакмици. Мислам дека беа 1-1. може да не и 2-1 за Кливленд да не беше. Не може, по една играат со спротивна конференција. Не бе иста конференција. А за со Оклахома ја мислев ми збориш. Бостон Кливленд. 1-1 Кливленд, беа знам дека сигурно. тепа 1-1 сигурно. беа сигурно. Посем тоа што се деси. Не дека нешто значи Не. во регулар сезон утакмиците што ги изиграле. Ама памтам дека една беше стварно јака што личеше и на плейоф утакмица. Celtics добија 1-0, Cavaliers 1-1. 1-1, Cavaliers 2-1, Celtics 2-2. Гледаш, Split the Season Series 2-2. Нема лесно Бостон да пројде, брат. Може да иде таа у 6-7 утакмици. Не викам дека лесно ќе помине. Не викам дека лесно, ама ако бирам од истокот, ја уште на почеток на сезона, кога ќе те прашаат у лифт комшијата што мислиш оваа сезона? Да, Бостон, Оклахома. Оклахома вика. Со тоа што ја не ги викам Оклахома, него ќе ги речам Да. не, па реално Лейкерс најголема шанса имаат да им ги поматат сметките на Оклахома од западот. Па нели зборевме? Реков ја најопасните две екипи за Оклахома се Лейкерс и Денвер. Од тогаш Денвер се распадна
Сега не знам колку сериозно Остана игра, Лейкерс. не знам колку сериозно игра Оклахома на задните две со Лейкерс, веќе го имаа првото место, веќе имаа 60 и кусур победи, ама првата брат Лейкерс ги издува онак Оклахома. Водеа 20 кусур разлика Немој цела бе за утакмица. првата све дадоа, па ти. Све дадоа, да. Ама Све па тоа што- ќе ти и кажам тоа дека какви шутеви беа. да шутираа 60% за Абе, тројка. Она. ја вчера се напнав бе. Ама брат. и втората, пред да го избркаат лука судиите, тоа небитната Беа у небитната ствар беа водеше еден разлика Лейкерс Беа со во кошот на лука Да. на крај на трета. Вчера ги гледам утакмиците, правам муавет со другар, ми вика решавачка е Поздрав Golden до State, Горијан. Поздрав до Горијан, Golden State Clippers решавачка. Да. Викам, абе и Денвер им треба да тепаат. Шо бе, вика им треба, па Хјустон отидени се веќе, никој нема да игра. Играа сите. И ја викам, да, знаеш, почиње утакмица, цела петорка на Хјустон игра. Ама Па викам, како може да се толку ги луди? олабаи скроз. Као играа по 20 минути само. Абе, И ја не до знам зашо полувреме, игра. Денвер стартерите и Хјустон стартерите играа исто. Второ полувреме ги олабави. Не знам зашто, не знам што се деси. Викам, зашто е толку луто овој? Да, не знам што се деси. Ги одмара онака 3 утакмици, ги одмара И сега и на морав и таа последната да ја вртам. Знаеш, не можев цело време да седам на Клиперс, морав да гледам и на Денвер што се дешава. на последната ги пушти бе ги врати будалата. Стварно не знам што да не е она нешто нели почна да ги казнуваат оваа година за Не ти е тоа. ама ако сакаш да одмориш играч, што во твое право е тоа као тренер да одмориш да. играч. Дали онака сакаше да си одмери Да, само малце? Нешто да испроба некоја акција нова. Нив не ги спомнавме бе. Рокетс, ако Нема што да ги спомнеме. Најопасна екипа се. е шо опасна екипа со Голден Стейт прва рунда, лесно ли ќе им биде? Да. Ао, брат, 4-1. немој така кажите се. 4-1. Кој како им дојде? Абе им фали firepower на нив. Напад можда, ама одбрана они имаат топ. Ама не, Пет коска одбрана се, во коска се. лигата. Оние ја водат лигата у скокови. И најака скокачка екипа. И у Од која офанзивни, и у дефанзивни, и у тотал. офанзивни убедливо ја водат лигата. Од која Удока, од која ги пушти двајцата да играат центри, Адамс и Шенгун. Туркот и Адамс. Зарем игра Адамс. Да бе да, абе ту big man line-up играат. Значи со Леле. двајца центри играат. Никој не може да припари у рекет. Е па кај Ни напад, ни одбрана, скок, ништо не се фаќа. Само кај нив иде топката. По 20 шута повеќе зимаат, пошто овие све собираат. Thinking Basketball ли имаше видео Имаше и он. екипата што победува со промашување шута и нешто. Па не знам како Насловот така му беше. Можно е да се The викал. team that is winning games with missing shots. Ама нешто. јас знам дека за Хјустон со имаше, да. офанзивни скокови, нешто споредба со Родман. Со Родман напад. Мгм. Фаќаш 10 скока у напад и ќе даеш кош на крај. Да. Ја ќе ги пратам на западот Хјустон. Си кажав и прошлата, тебе те замарам секој ден. Ја и Боте преска у студио си збориме дека второ коло на Лейкерс им е лесна работата против Хјустон. Не гледаме толку далеко. Не гледаме чекај толку се. далеко, Чекај, да. ќе збориме Натан Нанев. Пошто и Идеме тоа има полека, врска полека. како си излегол од претходната серија, да видиме. Да, апсолутно. Побрзо да завршиш, да имаш одмор поише. И многу добро ќе им дојде. Са имаат Леброн и Лука, како и сите останати. Ја за моите се зборам, 10 дена одмор имаат екипиве, што се влезени у плейоф. Од ако не ја земеме последниот ден, од последната утакмица им се фаќа околу 9-10 дена одмор пред плейоф и тоа е многу добро за ете као Леброн, као Лука, некои играчи да ептен да се спремат да влезат у топ форма пред плейоф. А зашо Стварно ќе као биде Лука јако. играчи? Зборевме зашо де. Зашо му тежи газот. Зашо му треба го гледаш после утакмица каков е мртов уморен сум, едвај чекам да си легнам. Шек го имаш, вика, диде да си легне, како бе да си легне, вика, ја на негови години после утакмица у клубот, вика, идев таму газев, главен бе, вика. Кидам ќе си легнам, не постои, вика тоа. Да. Добро, значи кога е плейофот
Официјално? 19 април. И па тоа ти е 5 дена, кои 10 дена сега ми ги избориш? Ама од денес има 5 Од дена. денес, од синој Ама на прошлата утакмица на Лейкерс беше на 10 таму. Или на 9 беше. Добро. За тоа ти кажувам. Добро, ја мислам горе доле кратка епизодичка, опфативме све. Има ли нешто што од драгите има нешто? Па дали ти Од ги драгите кажав гледачи? сите од драгите гледачи, Лейкерс ја кажавме, тука не се слагаме, значи у принцип се слагаме за сите осим за Bucks Pacers со драгите гледачи. Warriors Grizzlies тоа се слагаме, Никси, Nuggets и Nuggets викаат, тоа уствари кажавме дека е ради поднебието дека се бира Nuggets. Зачував едно нешто интересно за Јонас Валанчунас, дека откако постои плей-инот, дечкото игра у секој плей-ин могучи. Значи Јонас Тоа е баш Валанчунас куриозитет. игра од 2020, 21, 22, 23, 24, 25 година, а он има сменето 3-4 екипи у тој спен и све игра вика Dead Texas и Jonas Valanciunas in the Play-in Tournament. Да. Браво. И уште една многу појака ствар, Вембањама е надвор од паркетите 2 месеца. Се уште ја води лигата у блокови by far. Значи има 46 утакмици и 176 банани, Брук Лопес е втор со 78 утакмици и 144 банани. Леле, ова е фрапантна статистика. Значи Лопес има скоро дупло утакмици, а 30 банани помалце, човече. Ај се. Овој ќе биде по дефолт Defensive Player of the Year секоја година. Секоја веќе. година. Човече. Само да ги игра, кај него иде наградата. Браво. Тоа е тоа. Браво. На оваа нота Да, го на завршуваме. high note. Да. Денешново излагање. Добро е, доаѓа плейофот, доаѓа јакото, ќе газиме се. Тек Има сега шо нема да да се прави. спиеме. Ајде, се гледаме. Ајде, cheers.